Ивана, најпрво сакам да ти се заблагодарам што не прими во твојот дом за прв пат. Телевизиска екипа има можност да присуствува и да бидат гости во вашиот дом. Сите знаеме во последно време за твојата тажна приказна, до некаде инспиративна, мотивацијска, но пред се тажна, за која што сакам денеска малце подлабоко да ја разработиме тематиката и да поразговараме на таа тема. Секако ќе имаме и изненадување, кој што до сега во ниеден медиум се нема појавено. Нашиот херој Роман, ќе го видиме, ќе го слушнеме, ќе ни раскаже некои работи, но пред се сакам да им кажеме на нашите гледачи што и како поминати во животот. Многумина знаат, некои не знаат, за тие што не знаат ќе ги запознаеме, но за почеток сакам да ти се заблагодарам уште еднаш и да те прашам како си. Добар ден вас, добар ден на вашата публика. Ме почестивте денес што сте мои гости. Па, добро. Колку што можам да бидам. Се трудам да. Морам да споменам дека ние сме цела екипа овде. Ни беше посебна чест да дојдеме и да го посетиме вашиот дом. Која ќе влезам во домот, се осеќа некоја посебна енергија, морам да признам. Значи гледам, се чувствува едноставно, не може да не ја почувствуваш, топлина, семејна атмосфера, тука и твојот сопруг, но него ќе го оставиме за некое интервју понатаму, пошто не сака да зборува. Меѓутоа ти си ни тука и ќе ни раскажеш многу работи. На самиот влез приметив многу икони, цел ѕид. Кажи ми, знам дека си верник, колку ете верата и вербата во Бога ти помага низ текот на твојот живот? Па и суштината на самиот наш дом е заснована на преголема вера, надеж и љубов. Тоа секогаш го повторувам, бидејќи тие три нешта, да не ги носевме во нас, посебно јас во себе, немаше да стигнеме денес каде што сме. Тоа не води низ животот. Верата, исто така и мојот сопруг и мојот син. И за ни верата е се на светот и нас секој утро ни почнува и ни завршува со молитва. Ивана, сакам да започнеме од самиот почеток на твојата животна приказна, за која што секако разговараше во медиумите, но ние денес да имаме слободно многу време и простор за да поразговараме и нашите гледачи да ги упатиме кон таа приказна. Целта е да имаме мотивирачка порака, мисија и охрабрување за многу жени и семејства кои што се соочуваат со слични или такви приказни како што е твојата. Уште многу млада имаш доживеано некој потрес, каде што не секајќи имаш паднато и сето тоа ти предизвикува проблем и допиваш епилептични напади. Може ли да ми раскажеш нешто повеќе? Да, моето детство, морам да кажам, дека беше едно совршено детство. Јас сум прво дете во семејството. Имам двајца помали браќа од мене. Едниот е 3 години помал, а другиот 18 години. И сега тој е како поголем брат на мојот син, бидејќи мојот син е единствено дете моментално. Сакана, мазена, пазена, чувана, омилена од сите, од баби, дедовци, вујковци, тетка ми. Значи, јас секогаш бев центарот на нивниот свет. Но животот не така сакал да ме гали како што ме галеле тие. И на своји 14-15 години, после тежок удар на главата, добивам тешка повреда, поради несоодветен докторски лекарски третман, добивам епилепсија. Епилепсија од највисок степен. Тие што имаат епилепсија знаат дека има многу видови на епилепсија. Кај мене епилепсијата беше посттрауматска епилепсија и многу често требаше да бидам ставена во вештачка кома со целосна анестезија за некако тие напади да се смират. Тоа патешествие траеше 3 до 4 години, за да на крај има добар исход.
твојот сопруг, стапуваш во брак релативно млада, на 20 години, така? Како се запознавате, никогаш не си раскажала таа приказна, баш би сакала да ја слушнам, пошто се гледа дека имате голема љубов помеѓу вас, би сакала да ми ја раскажеш како се запознавте. Ова приказна еднаш ја имам раскажано пред 13-14 години, сосем случајно. Мојот сопруг е поранешен професионален фудбалер и со него одевме на трчање, да тренираме заедно. Така почна се спонтано, но многу брзо се одвиваше и за после 3 месеци од нашата врска јас станав негова сопруга и еве веќе скоро 16 години заедно трчаме низ животот. Се гледа, значи дека имате стварно голема љубов и поддршка помеѓу вас, а тоа е најважно во денешно време, во ова невреме во кое живееме и знаеме дека некои вредности се многу искупени, така е. Кажи ми, нормално како секој брачен пар, вие одлучувате нормално да си имате своје детенце, ти остануваш бремена. Може ли да ми ја раскажеш ете таа приказна со твојата прва бременост? Да, ние сакавме и планиравме да го прошириме нашето семејство, нашата љубов да ја кронисаме со дете. Многу брзо останав бремена без никакви проблеми, дури побрзо и од очекуваното. И беше буквално се во ред до 34-та недела, каде што доаѓа до предвремено породување и на свет го носам моето прво дете, мојот прв син. Но повторно животот сака да си поигра со нас, ја тестира нашата издржливост, но Бог е тој кој одлучил да живееме и да се бориме понатаму. За една мајка, мислам дека мајките сега најдобро можат да ме разберат што значи онаа прва радост, прво чедо, прв син. Нешто неописливо. Значи со зборови не може да се објасни, но морам да кажам дека тоа што следуваше, оние убави работи ги остави во заборав. После само неколку дена ние го губиме нашиот син. Пауло почина од респираторен дистрес. Глупово е да те прашам како си се чувствувала и како нормално не може да се опише тоа чувство за секој еден кој што загубил дете. Претпоставувам дека тоа е најголемата болка и ќе се надоврзам на ова, секако дека се изборуваш, тоа го раскажа, одлучуваш да чекориш напред, смело и сигурно во себе и ја доживуваш после една година втората бременост, која што исто така е, нели, завршува на лош начин, исто на 34-та недела, како точно така. Идентично како и претходната бременост. И таа втора бременост беше некој пресврт во животот. Се до таа бременост, животот ми беше како некое бунило, буквално. Бидејќи првенствено премногу млада, го загубив моето дете. И втората бременост ни даде надеж за живот. Дека може да се има зашто да се продолжи да се живее. Повторно се беше супер до 34-та недела и морам да напоменам, негде прочитав некои коментари каде што слушнав дека зошто не сум правила генетски испитувања и зошто сум одела понатаму на бремености кога тоа се случувало, тоа нема врска со генетика. Прво нешто што се испитува беше тоа и кај нас беше се идеално во ред. Јас сум како некое медицинско чудо. Тоа слободно може да се каже така, бидејќи не постоеше ни еден лек што може да ги спречи контракциите. Има, значи добиваш контракции, има некои лекарства што те смируваат и треба да помине одреден период за да дојде до пораѓај. Кај мене тоа не постоеше. Значи единствена опција беше пораѓај. Идентично во 34-та недела. Што за денешни услови 34-та недела не е ништо страшно, да бидеме искрени. Тоа си веќе влезен во 8 месец. Знаеме дека во светот преживуваат деца и во 24-та недела. Мојот втор син доаѓа на свет повторно со царски рез и приказната добива една поинаква страна и прогнозите за тој да преживее се поголеми него кај нашето прво дете. Таа борба траеше неколку месеци и во еден момент веќе
бевме подготвувани дека треба да се спремаме за дома. Но кога помислуваш дека кошмарот завршил, тогаш животот повторно одлучува да те тестира и нашиот втор син се најде во исклучително тешка животно загрозувачка ситуација, каде што крајниот епилог беше смрт. Значи, по втор пат, во рокот 3 години, ги губиме нашите 2 деца. За првиот син веста ми ја соопштува болничарка, каде што требаше да бидам преместена на патологија. Јас избезумена одбивав да бидам преместена, бидејќи детето ми беше на интензивна нега и единствен начин за да го посетувам беше ако бидам на блокот на породилно, тој блок. Таа ми кажа дека треба да ме слизат на патологија, каде што не знае што се случува и таа ми соопшти: мајка, вашето дете е починато. Тој момент никој друг не ме извести. Знам дека ноќта го видов за последен пат, ме однесла на интензивна нега да го посетам, но никој друг не ме извести. А за мојот втор син, веста ја добивме преку телефон, бидејќи јас немав право да останам во болница со него, морав да бидам дома. Одредени денови го посетував и преку телефон добивав информации за него. Веста дека мојот син е во животно загрижувачка состојба, ја добив на телефон. И тоа доста тешко, како што слушнав. Дали се знаете причината, побаравте ли мислење од докторите, пошто нели спомнувате дека до некој период било секако што треба. Дали вие добивте одговор на тоа зашто вашето второ дете, кое што почнало нели да се развива добро, останува ја доживува истата судбина како вашиот прв син? Да појаснам, сите предвреме родени деца имаат проблем со белите дробови. Тоа е кај секој предвреме родено дете и тие што ќе преживеат, понатаму се следи. Но според нас, ситуацијата со смртта на нашиот втор син до ден денес е мистерија. Обдукциониот наод, после долго чекање, тогаш, после одреден временски период го добивме, испана дека сето тоа што молевме да му се направи, да се провери, испана дека е тоа откажување на бубрезите. Откажување на бубрезите се добиваат од инфекции, колку што ние сме едуцирани, а условите во кои беше моето дете во инкубаторот, не сакам да ги коментирам, не сакам да се сеќавам на тоа, само доволно е да кажам дека пелената која ја користеа за постелнина, оние порано што и користевме тетра пелени, памучни пелени, таква пелена му беше постелнина, имаше кафеава боја. Па можете да замислите колку бебиња се поминати низ таа пелена без да биде испрана. Мислам дека единствената причина за неговата смрт е инфекција и одговорно тврдам дека работите може да бидат многу поинакви. Тогаш ние само го седовме во обдукциониот наод и останавме на тоа, бидејќи болката беше преголема. И да одев, да се објаснувам, да барам објаснување, немаше да добијам ништо, но кога сега би била со овие мисли, со овај здрав разум, би реагирала многу поинаку и затоа како главна цел што се појавувам јавно и што зборувам е баш поради тоа да се подигне свеста во народот и да се подигне свеста кај тие што полагаат заклетва кога ќе станат медицински лица. Морам да те прашам, каква е таа храброст и од каде ја извади храброста за да продолжиш понатаму? Со какви се емоции се чувствуваше во тие моменти после 2 изгубени синови за една мајка што не дозволил животот да го почувствува тоа мајчинство, нели, во текот на животот? Кога доаѓаш на работ од животот, кога не знаеш што со себе и кога размислуваш дали треба да живееш или не, Бог е тој кој одлучува дека Ивана ќе продолжи да живее. Мислам дека таа ми е најправилната одлука во животот. Бидејќи имам прекрасни родители, прекрасен сопруг и прекрасни родители на мојот сопруг, кои се моето се во животот. Мислам дека
не заслужуваа ништо поинако тоа Ивана да продолжи да се бори. Така одлучив да продолжам понатаму, рака за рака со мојот сопруг, за се што следува понатаму, а ништо добро не следуваше, следува низа спонтани абортуси, кои се ништо во споредба со тоа што ми се деси мене. А може да замислите за една жена што значи да има спонтан абортус, какви трауми. За мене тоа беше ништо во споредба со тоа што јас го поминав. Во моментите кога одлучувам дека повеќе нема да се остварувам како биолошка мајка, кога одлучувам да почнам некој нов пат со посвојување на дете, Бог повторно ги реди коцките на место и одненадеж останувам бремена со Роман, тогаш кога прогнозите се нула за повторно да се остварам како биолошка мајка. На свет го носиш Роман, твојот син кој што сега има за скоро 11 години. Кажи ми, почнува, нели, за фала му на Бога се како што треба. Тука ја спомнуваш и Мија Костова, нашата позната инфлуенсерка, наша драга соработничка, која исто така е многу на некој начин влијала на твојата трета бременост за да ти издржиш. Може ли да ми раскажеш прикасната за Мија? Мија е нешто навистина посебно во нашиот живот. Јас секогаш на Роман му раскажувам. Мија, додека сме живи, ќе биде во нашите молитви. Сосем случајно ја запознав Мија, јас мислам дека и пишав и сконтактирав на во тоа време Facebook. Таа баш спомнуваше за својата бременост и за позитивните искуства со нашиот сега заеднички доктор спасител, доктор Дракулевски. Кој пат бескрено го поздравувам. Мија е таа која без да ме познава, без да знае ништо за мене, ме фати за рака и заедно со Дејан ме однесе во кај доктор Дракулевски. Јас кога во тие моменти не бев ни сигурна дали сакам Роман да се роди, бидејќи јас не бев спремна повеќе да губам деца. Бија ме однесе кај доктор Дракулевски и таа приказна од тој момент е успешна. Таа доктор Дракулевски и мојот сопруг се тие кои одлучија дека Роман ќе се роди. Доктор Дракулевски едноставно ми, како да ми гарантираше, ми рече дека од оваа болница ти нема да си одиш со празни раце. Така и беше после тие зборови кои ми ги кажа, немаше ни што да се сомневам кога некој може таков збор да ти каже. Тоа и се случи и затоа Мија е посебна и секогаш ќе биде посебна. Јас викам, Мија има премногу пријатели во животот и без разлика што некој е многу време присутен со неа, ние сме скоро и да не сме присутни во нејзиниот живот, но таа е дел од нас, таа го знае тоа. Скоро секојдневно пишуваме и го кажувам тоа. Кога зборувам за неа, навистина имам некое сосем поинакво чувство. Мија е еден прекрасен човек пред се. Ние сме сведоци за тоа. Ивана, во текот на твојата бременост со Роман, или од кога се пораѓаш, ќе ми појасниш тој поточно, твојот сопруг Дејан исто така доживува несрекни моменти, здравствени проблеми и мора исто така да иде на операција. Ти во тој момент си немоќна, меѓутоа ете Господ повторно ти дава некоја сила каде што можеш да се избориш со двата случаи. Точно така. Мојата бременост со Роман од самиот момент беше високоризична. Доктор Дракулевски ја водеше како високоризична бременост и јас воопшто не смев да станувам од кревет. Буквално само за довеце, бидејќи бев многу високоризична бременост. Во тие моменти мојот сопруг, професионален фудбалер, тогаш играше во Металург. Беа на подготовки, кога се врати од подготовки, почна да изфрла голема количина на крв од уста. Му беа диагностицирани 2 ехинокока, или народски кажано кучешка тенија, на црниот дроб и на белите дробови. А тогаш бев јас во она најризична фаза, влезена во 6 месец.
моето мирување престана во моментот кога кај мојот сопруг требаше да бидат направени 2 немалку лесни операции, а веќе ехинококот во плуќата беше пред прскање и беше животно загрозувачки. Со самото тоа што станав од кревет, јас веќе почнав да добивам породилни болки, но ги издржав до после првата операција. Кога заврши првата операција на мојот сопруг, јас заминав на пораѓај. Роман се роди премногу мал, крај на 6-ти, почеток на 7-ми месец, но кога се роди одговараше на малку позрели недели, се роди со нешто повеќе од килограм и самиот тек на настаните беше сосем поинаков, еден позитивен тим во доктор Фидановски, целиот тим на интензивна неонатална нега на кои до ден денес се наше второ семејство, беа безпрекорни. Секој ден ми дава мотив и желба за живот дека со Роман ќе биде се во ред. Така и беше. Роман 35 дена беше дел од семејството на интензивна неонатална во успешно беше завршено се и Ивана успеа во исти ден од болница да ги земе и мојот сопруг после неговата втора операција и мојот син. Без коментар сум, мислам, кој да ја слушна оваа приказна звучи нереално, едноставно како некој сценарио напишано, измислено за некоја книга, нешто. Навистина емотивно, меѓутоа извонредна е твојата храброст како жена и колку една жена може да биде силна пред се, тоа ако да кажуваш ти, со твоите животни удари. Роман прераснува, расте, се развива во супер дечко, кој што ке имаме прилика за кратко да го видиме. Меѓутоа, ти во тоа време исто така твоите проблеми не завршуваат. За жал, животот ти дава уште еден удар. Ти добиваш исто таква диагноза, да не биде покусо да речам, понашки. Како ти го пребродуваш сето тоа? Многу пати имам кажано, канцерот тропнал на погрешна врата. Јас често знам да кажам дека јас го преживеав најтешкото сценарио во мојот живот, а за една мајка не постои нешто потешко од загубата на своите деца. Јас тоа го преживеав и го живеам. Еден канцер не можеше ништо. Успешно бев оперирана, повторно тимот на ова не е никаква реклама, но во нашиот случај се испоставило дека после сите патешествија на многу наврати ни подари живот. Успешно ми беше отстранет канцерот, успешно ги поминав терапиите. За тоа беа заслужни професор Муратовска и професор Карагјозов, кои беа исклучително моја поддршка. Тогаш имав најголема желба да живеам, бидејќи дома ме чекаше мало дете, кој едноставно светот го гледаше само во мене. Така и беше. На 21 април оваа година ќе навршам 5 години од борбата со канцер и мислам дека професор Муратовска ќе напише дека сум канцер фри. Сигурна сум. Дај Боже, ќе биде. Се како само со длабока верба во Бога и не се сомневам во твојата борба и се надам дека животот во иднина и предосеќам дека ќе ти биде, како се вика, мед и млеко. Мораме да спомнеме дека Роман се развива во здраво и право дете во текот на годините, меѓутоа пред 2-2,5 години вие дознавате исто така дека тој се соочува со неколку диагнози. Зашто станува збор? Точно така, Роман растеше и се развиваше во исклучително здраво дете. Морам да се надоврзам и да кажам дека на своји 6 месеци Роман веќе ги надмина врсниците родени во 9 месец. Кај Роман беше изворено се до пред 2,5 години, кога животот, можам да кажам дека ни се превртува наопаку. Тој што ме знае,
точно знае што можам да направам за Роман и дека светот наопаку можам да го превртам. Кога му беа диагностицирани сите диагнози, првично бев во шок, но кажав само едно, тоа е моје дете. Него го родив јас и нема шанса да се откажеме од оваа борба. Тука во нашата држава не успеавме да најдеме решение. За среќа, наши блиски пријатели кои ни се како фамилија, семејството Радич од Србија, кои се исклучително познати доктори таму, ни отворија вратата од нивниот дом и одлучија дека Роман ќе се лекува во Србија. Преголема среќа е што во 24 часа во Србија му беа диагностицирани 5 диагнози. Од пред 2,5 години Србија е наш втор дом и јас и Роман сме на таа релација Србија-Македонија. Едноставно и таму и тука живееме. Диагностицирани му се аденом или тумор на хипофиза, диабет тип 1, инсипиден диабет, кој е ретка болест и анонимно и непозната кај нас. Диагностицирана му епилепсија и прв степен на церебрална парализа. Но Роман е дете подарено од Бог. Со сите овие диагнози, кога го видовте, вие гледате дека Роман изгледа како најздравото дете на целиот свет. Роман пркоси на животот. Роман покажа дека се извинувам. Кога се сака и кога се верува, се може се. До сега во ниедна емисија немам заплакано, но Тоа се нормални емоции. Да. Поради се она што следува понатаму. Роман ни покажа на сите како со свој тогаш 9 години се сака животот. Роман ни во еден момент не помисли да се откаже. На Роман му беше се соопштено. Значи, буквално ништо не скриевме од него. Секоја ситуација, секој момент, се што следува, се директно се разговараше со него. Искрено од тимот во Србија, кој е задолжен за него, доживотно ќе бидеме благодарни, бидејќи таа посветеност, таа жилба за да се успее во ова што го поминува Роман е навистина изворедна и тоа не е еден лекар, туку за секоја диагноза постои тим. Еве веќе 2,5 години го одиме тој пат. Претходното лето правевме операција на двете стапала на нозете. Таа операција ја направи професор Камнар во кој пат исто така безрезервно го поздравуваме. Успешно беше завршена операцијата. Левата нога безпрекорно, немаме никаков проблем, но проблемот не застанува тука. Веќе за 1 месец не чека исклучително тешка операција која ќе ја изведе професор од Русија во приватната клиника во Белград. Срекна сум за ова. На почетокот повторно беше шок, но срекна сум бидејќи се додека има решение и се додека има надеж, се додека некој се нафаќа да направи операција, за нас нема да има никаква препрека и заедно ќе успееме во се. Несомнено е дека ќе се изборите. Сега познавајќи ве вака и лично, една храбра мајка, едно храбро дете, несомнено дека тој повлекол гени на тебе во храброста. Јас сакам сега да го повикаме Роман, зашто тука сме кај него на гости, би сакала да ми се придружи, да го видиме тој мал херој, кој што е вистинско мало чудо на мама и на тато, и би сакала, ете, вака, да му поставам неколку прашања и да поразговараме малце. Како си, Роман, кажи? Добар си? Да. Баш ми е драго, ете, што не прими на гости тука кај вас. Прекрасно е. Кажи ми, дали би ни покажал или подоцна ќе ни покажеш, дали би ни кажал, ете, најмногу што те радува тебе во животот, што сакаш да правиш, што ти исполнува најмногу? Ме радува да пливам, да тренирам фудбал, Друго што сакаш да правиш? да зборувам јазици. Колку јазици зборуваш? 3. 3, кои 3?
македонски, англиски, германски и други од Балканов. Други сега кој почна друг јазик да го учиш сега на школа? Турски. Турски. Турски јазик. Браво, браво. Германски е еден од најтешките јазици. Да. Кажи ми, имаш ли некоја порака која што сакаш да ми пренесеш на твоите другарчиња, на децата кои што те гледаат во моментот? Никогаш да не се откажувате, да верувате во Бога и да сте храбри. Браво. Колку си млада, колку си паметен и колку си интелигентен, баш ме радува и многу е полка твојата храброст и верувам дека многу дечиња кои што се соочуваат со проблеми ќе ги надминат во иднина благодарение на тебе, пошто си ти еден прав мал херој. Кажи ми, која е твојата најголема желба? Мојата најголема желба е сите луѓе да станат добри, а не лоши. И сите болни деца да оздрават. Верувам дека ќе биде така. Кажи ми, колку ја сакаш твојата мајка? Многу, најмногу на целиот свет. Дали таа е вистинскиот прав херој за тебе? Таа е повеќе од херој. Злато, мило. Ајде сега да гушнеш мама еднаш и после ни ветуваш дека ќе наоднесеш горе во твојата соба да ни покажеш што има таму. Да, ветувам. Нескромно тоа и самата би си го кажала за себе, бидејќи јас сум откажана од се во животот, за да бидам 24 часа со Роман. Тоа беше и пред неговата болест, бидејќи после се што помина во животот, имав зацртано дека заслужувам времето квалитетно да го поминувам со моето дете. Пари како пари никогаш не се доста. Колку имаме, толку трошиме. Битно е да заспивам и да се будам покрај нив. Битно ми е кога на сапајле ќе се разбуди, мене да ме види до него, и кога ќе заспива, кога ќе ги затвори очите, мене да ме види до него. Јас не работам, мојот сопруг работи за нас тројца, но вистина сум посветена, исклучително посветена и на неговото воспитување. Морам да напоменам дека јас имам право, Роман како единствено дете и дете со толку проблеми и толку болести, да го разгалам до степен на препознатливост. Но јас до ден денес Роман го воспитувам и растам во едно исклучително добро дете. Мене е тоа мојата цел, Роман да биде добар човек. Роман добива се во животот по заслуга, не по лигавење. Значи, се заслужува. Изворедно учи, ние одиме во болница, ги носиме учебниците со нас. Да, Роман има напад, ќе помине нападот, заминува на тренинг. Не пропушта тренинг. Посетува час по германски, час по англиски, час по математика. Значи, обврските не ги прекинуваме. Многу е лесно да легнеме во кревет, да се покриеме со кебе и да чекаме да оздравиме. Не. Неговата болест е состојба во која ќе излеземе како подбедници и за нас животот тука нема да застани. Ние знаеме многу често кога одиме во болница, одењето во болница си го претвориме во патување. Прво да појдеме на одмор, па да заминиме во болница. И тоа за нас е една рутина, значи ништо трагично. Сега се подготвуваме психички за нашата операција, но пак тоа го правиме на еден интересен и посебен начин. Ништо да не биде така травматично и негативно. Значи, кај нас домот и начинот на живот е исполнет со позитивна енергија. Секоја чест, Ивана. Што би им препорачале на мајките кои денес поминуваат иста или слична болка како твојата? Кратко јасно. Кога можам јас, можете и сите вие. Значи, за мене е само небото граница. Секој утро кога ќе станам, тоа често го кажувам, се гледам пред огледало и кажувам морам, можам, сакам и ќе успеам. Така и е. Денот го започнувам со многу љубов и многу енергија. Иако не памтам кога последен пат сум се наспила, бидејќи состојбата на Роман ноќе е исклучително комплицирана и тешка, но
фала му на Бога за секој ново утро и за секоја нова ноќ. Значи, луѓето треба да научат да го сакаат животот. Треба да научат и да ограничат што е проблем, а што не е проблем. Даваме акцент и енергија на многу непотребни работи. Многу не се почитуваме себе си. Станати сме лоши луѓе. Значи, и социјалните мрежи, кога некој ќе ме каже дека социјалните мрежи се лоши, не, социјалните мрежи не се лоши, луѓето се лоши. Имам исфрустрирани луѓе кои не се задоволни од сопствениот живот. Чекаат да напишат лош коментар, лоша мисла од скриени профили, со самото тоа ја покажуваат нивната големина. Друго ништо не постигнуваат. Имам многу работи да препорачам. Сакам да кажам дека сум тука за сите мајки, за сите деца. Јас сум гласот, нивниот глас. Тоа го покажува и мојот Инстаграм профил. Ќе ти покажам подоцна само на колку пораки одговарам секој ден. Значи, буквално, ниедна порака немам прескокната. Никогаш, со тешки животни приказни, слични на моите, каде што немаат доволно храброст, немаат доволно поддршка, да се изјаснат, да побараат помош. Тоа го правам секој ден и за мене тоа е мојата победа, кога една мајка, една жена ќе ми напише дека јас сум нејзиниот мотив за таа денес да стане и да продолжи да се бори со животот, тоа е за мене мојата победа. И затоа ќе продолжам да го правам ова, ќе продолжам да зборувам јавно, ќе продолжам да го споделувам целиот процес со Роман, бидејќи Роман како дете е инспирација за многу деца. За многу деца и не знам дали како некој ќе ме свати, но мене слава не ми е потребно. Значи, никој во животот да не доживее слава, каква што сега имаме јас и Роман. Се би дала на светот, за едно утро да се разбудиме и да знам дека денес Роман ќе нема никаков проблем. Моментално тоа кај нас е невозможна мисија. Ивана, за крај на овој разговор би сакала да те прашам, ако Роман еден ден, ќе го погледне овој разговор, ќе порасне, ќе го надмине сето ова, верувам и знам дека ќе биде така, што е оно што сакаш да го знае за својата мајка? Еве, прашајте го, Роман нема што не знае за својата мајка. Роман знае буквално се за мене. Од Роман не е ништо скриено, дури кога бев болна, Роман беше мојата поддршка и заедно со мојот сопруг беа низ болничките ходници. Кога ќе го погледне ова интервју, само ќе знае дека заедно сме победиле се и ништо во животот не може да не спречи. Мислам дека мојата енергија, мојот карактер од Роман ќе изгради исклучително добра и храбра личност каква што е сега. Значи, не сакам ништо да се промени, само да остане ваков каков што е сега, бидејќи е толку емпатичен и толку полн љубов, што некогаш му викам: Роман, доста, престани, на секој збор прости ми, мама, благодарам, извини. Само тие зборови го потребува и самите видовте за какво дете станува збор. Децата се одлика на своите родители, а Роман верувам дека еден ден ќе го надмине сето ова и ние ќе дојдеме да направиме на интервју кај што ќе зборуваме за борбата, за храброста и ќе бидеме инспирација за многу луѓе. Се надевам дека операцијата ќе ја поминеме, ќе трае неколку часа, но ќе ја поминеме безпрекорно и потоа процесот на опоравување ќе биде малку потежок, но од срце се би споделиле со вас, па и баш дека неговото лекување е Србија. Ќе бидете во тек со сите настани. Роман ни вети на пролет, можеш да дојдеш, дека ќе да носиш, ќе не шеташ по кеј, можеме да идеме на плажа во Охрид, така? Да. Ќе ги шеташ сегде? Да. Ветуваш? Ветувам. Јас ти посакувам многу среќа, многу здравје, да бидеш храбар, силен, умен, да ги слушаш мама и тато и никогаш да не се откажуваш. А ние сме тука секогаш за да бидеме твоја голема поддршка. Фала ви. Фала ви. Ивана, фала ти и на тебе најмногу уште еднаш што не примивте во вашиот дом и се надевам дека со ова интервју ќе допреме до многу семејства, до многу приказни кои што се слични на вас, ќе ги охрабриме и мотивираме.
Вратите од нашиот дом се отворени за вас во секое време и за секој медиум. Посебно ми е задоволство што дојдовте во нашиот дом. Посебно друго задоволство ми е што имавте прилика да го видите, да го запознаете Роман, бидејќи јас премногу зборувам за Роман, некогаш станувам и досадна, но сега и самите се уверивте. Се договоривме дека следно ќе биде опоравувањето на Роман и еден среќен крај на приказната. Така е. Ветуваме. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на тебе, домакине. Хвала.